Кога врне, овците не се стеснуваат. Добро вечер. Добро вечер. Ајде! Здраво, шефе, може да влезам? Ајде, влагај. Затвори врата да не дува промај. Таман што заврши со состанокот. Кажуј. Шефе, имам еден грандиозен план што сакам да го споделам со тебе. Републиканскиот конгресмен Фајн даде предлог Гренланд да стане 51-ва сојузна држава на САД. Добро, и шо има ние врска со тоа, нека моја мислате с кимите, они нек се расправаат со Трамп таму, не ние. Ама сега, слушај ме, ако може Гренланд да стане 51-ва, па зашо ние да не можеме да станеме 52-ра сојузна држава на САД, а? Како бе да станеме? Така бе, лесно ќе ги викнеме тука Америте, ќе ги подначукаме со по некоја жртва, ќе им дадеме и мезенце, нешто шопска, пача, српски чварки, ова, она, и ќе почнеме да им збориме дека ние сме многу битни за нивната национална безбедност и дека они треба да не земат под своја рука, иначе ќе не земат русите или кинезите, разбираш? Завршим. И така ќе станеме 52-ра сојузна држава на САД и тука ќе има закон, ред све ќе биде ќе трне у држава, разбираш? Дел си ти нормален, бе? Зашто бе, шефе, што сгрешив нешто? Како не сгреши, бе? Како бе оваа наша независна лепотица да ја направиме америчка кираџика, бе? Шефе, ме ќе ти биде убаво, бе, побогати ќе бидеме. Слушај му, ако дојдат овде американците, они ќе не окупираат. Нема више наши вработувања, нема више наши тендерчиња, нема више наши газди. Они ќе си донесат све нивни луѓе, бе. И шо? Ние ќе ја направиме оваа наша македонска независна лепотица у америчка колонија. Шефе, ќе има закон и ред. Бе, кој видел фајде од закон и ред? Тоа за овие гренланѓаните и ескимите. Ние, македонците, не им се даваме на американците, дали сум јасен? Јасен, шефе, а јас сум гнасен што дава ваква идеја. Па иди избањај се. Немо ги спомна ескимите. Дали знаеш колку се они миролюбиви? Дали знаеш дека во нивниот јазик не постои збор за војна? А во јазикот на индијанците не постои збор за лага. Слушај, ваму сега да ти кажам нешто. Гајле ми е и за ескими, и за индијанци со се каубојци, разбра? Добро бе, шефе, ајде, добро, не те замаравиш. Ајде. Шо народ ќе бе, само да се ломотело нешто. Тедам се не ме изнервира, сега морам ракија да се напијам. Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може? СДСМ не отиде на лидерската средба во средата. Абе они 5-6 пути бараа таква лидерска средба и сега избега. Им ги слушам тезите, демек секој што ќе присуствува на лидерска кај Мицковски го легитимира криминалот и корупцијата на ВМРО ДПМН и легитимира политиката на изолација на земјава. Фактички ВМРО ја изолира земјава, а СДСМ се изолира од сите политички процеси. Тотална изолација, човек. Сојузот на синдикатите на Македонија најави протести и штрајкови во втората половина на јануари, а главното барање е минимална плата од 600 евра и зголемување од 100 евра на останатите плати. О, супер, браво. Ќе одите на протести ако ги има? Не, ладно е, кај додам сега. Ладно е. Значи сте задоволен со платата? Па не сум баш задоволен, едва земам 28.000 денари, ама што да ти кажам, на ладново многу сум болежлив ја и сега 15 минути на ладно и одма настинувам 100 пати на ден, одам у ВЦ да ме простиш. Нека одат младиве, не е за мене, мислам за нас старите болежливи тоа. Македонија се задолжи за 1 милиарда евра. Па ништо страшно, цел свет се задолжува. Тоа значи дека ни даваат кредит пошто ни веруваат дека ќе им го вратиме. Тоа самото по себе говори дека кредиторите во нас препознаваат силна економија и умна влада. Отидов ја булево ми протестира нешто. Техничката влада ќе се укине за следните избори или за изборите потоа. Да, нашиве поглавици конечно се договори. Математички, техничка влада ќе има до 2032 година, а Албанија во 2032 година ќе влезе во ЕУ, ние тогаш ќе укинеме нашата техничка влада. Значи ваков напредок, ваков прогрес не сум видела, ми да рипам од среќа.
Од СДСМ само обвинуваат дека собственик на фирма добивал десетици тендери, а при тоа бил член на избирачки одбор на ВМРО ДПМН. Па што е спорно тука? Значи ти не смееш да имаш фирма да учествува на тендер, а при тоа да бидеш член или симпатизер на некоја политичка партија? Значи не гледам тука никаков конфликт на интереси. Значи човекот е добар во тоа и добил тендер. Другите што не добиле, они треба да учат од господинот затоа што си господинот пар екселанс. Што мислите предвремени избори ќе има годинава? Абе, јас не сум затоа што ептен добро ни тргна, ама мојата сна е за да има парламентарни избори, нон-стоп се караме околу тоа, ама по друга страна многу е вредна снаата. Што прави снаата? Вие си ја сакате нега? Многу си ја сакам. Она 4 работи знае да прави у исто време. Кои се тие работи? Што прави? Па пие кафе, збори на телефон, лакира ногти и пуши цигара. Значи син ми многу имаше среќа. Извинете, господине, добар ден. Се погоди времево за анкете, а? Времево е милина за анкета. Пролет. Дали сте расположени за една? Како не сум расположен? Супер сум расположен. Во Бугарија пак криза, таму најверојатно повторно ќе има предвремени избори. Па, да. Види, ја сум рекол и пак ќе речам дека кој се рчка со Македонија, малер го бие. Еве, земе ги Бугарите, нашиот источен сосед. Да бе, со години не може да направат стабилна влада. Прва работа. Втора работа ти текнува лани ноември-декември, нон-стоп протести во Софија, народот се бунеше против воведување на еврото. Таму народот е несреќен. Ако Бугарија сака да им биде добро и сонце да ги огре, треба се смират со нас. И тогаш ќе нема проблем. Не е само Бугарија, еве земја Европска унија. Кај ја посматрам Европска унија. Значи они не примат кај нив во клуб, факт е тоа, окей, и види се што им се случува. Они се, како да кажам, предмет за зезање. Русите ги зезаат со гаста. Трамп ги зеза нон-стоп. Кинезиве не ги сапат за живи. Значи Брисел има проблеми со својот легитимитет, со својата тежина. И тоа е тоа. Ако сакаат да мрднат напред, ЕУ подитно треба нас да не прими и ќе им тргне работа. Вие ова сериозно или чисто колку нешто да се каже? Чисто колку нешто да се каже, ама призна дека добро звучи. Да, добро звучи. Франција воведе доброволен воен рок. Програмата е отворена за лица од 18 до 25 години и нуди плата од 800 евра. По завршување на обуката, доброволците ќе бидат распоредени во воени единици. Сега ме враќаш пред 40 години, ја кога служев во армија, тогаш имав само 18 години и ме пратија во Задар противваздушна артилерија. Секој машко треба да почувствува што е војска, дете. Значи стануваш у 5 саат бајле, у 5:30 веќе измијан, трчаш, гимнастицираш, у 6:30 доручек, графче, војничко графче. Мислам, види, таа ЈНА беше една од најмоćните армии во Европа, ама за жал се распадна како кула од карти. За Франција ве прашав. Да. Да, Франција, Европа. Види, по моја процена, Европа почнува да мириса на барут. Таму ќе има свашта, они нема се распаднат како бивша Југославија, ама дека ќе има бели, ќе има бели. Ајде, сериозно. Убав ден, господине. Добро вечер, почитувани гледачи. Тема на вечерашнава наша дебата е новиот предлог закон против пушење. Младо момче, кој е вашиот став околу овој закон? Јас сум ти брат најголем инат у држава и никој ништо не ми може. И што сакате да кажете со ова? Мицко забранува брза вожња. 50 е дозволено. Прц му терам инат, 70 му возам. За инат, бе, брат, за инат. Знаеш колку казни ми има дојано тоа Safe City? Колку? 58. Инат терам, бе, бајо. Инат, све за инат. Сега закон за пушење ќе носа. Ја до сега една кутија пушев на ден, сега за инат 2 ќе пушам на ден. Вака ќе ги тегнам, вака, знаеш како ќе се онесвестувам ако треба од никотинско троење, рак на плуќа ќе добијам ако треба, само инат да терам, разбираш? Ама чекайте сега, млади чува, што го зборите е многу неразумно. Ко прво, возите 70 на сат, може да утепате некој човек на улица. Ама битно е да му терам инат на Safe City, бе, зошто не ме разбираш, бе, ме храни мене инатот, бе, бајо, инатот ме храни. Ко второ, сега
Викате дека купувате по 2 кутии цигари. Тоа е 300 денари. Со 300 денари може да купите 800 грама свинско месо. Баш ме заболе за 800 грама свинско месо, како да ти кажам, брат. Мене ми е битно да му терам инат на премиерот, ако треба кило сол ќе изедам бе само инат да терам бе, инат до смрт. Браво. Ваков син сакам да имам. Браво. Браво. Катастрофа. Господјо докторке, што мислите вие за законот против пушење? А што да мислам, поголема глупост не постои. Значи, таа навика е катастрофа. Ако пиете алкохол, алкохолот може да ве развесели, да почнете да пеете, да играте и така натаму. Јас не викам дека е добро да пиете, али чашка 2 вино е многу добро за организмот. Од друга страна, ако пушите, може да добиете тахикардија, ви мириса с дивот. Еден куп кардиоваскуларни болести може да добиете. Во чадот на цигарата постојат 4000 канцерогени материи. Значи, не можам да видам една корисна работа од тоа пушењето. И сега некој ќе рече, мене цигарата ме смирува. Не е точно. Она го иритира организмот. Докторке, вие пушите или не? Ма не гледај што правам, да и што ти зборам. Пушите или не? Ама сега ме изнервирам, идам да запалам една цигара, ама... Браво, докторке. Запали една и за мене. Добро, одиме со нашиот трет соговорник, истото прашање, што мислите за законот против пушење? Јас сум многу разочаран ако се изгласа овој закон. Значи, против сум. Ја работам 32 години во Европа. Сега, у последниве години сум во Финска. Значи, таму све е забрането. Како да ви кажам? Не смееш да пушиш дома. Не смееш да пушиш на балкон. Не смееш да пушиш пред зграда. Све е тоа забрането. Им сметало на комшиите, им влегувало дома чадот, тоа било многу нездраво. Ајде бе, ти се молам. У центар на град возиме со 30 на саат. Така требало да се вози. Жити све. Абе, човече, после 22 часот не смеам да се туширам кај мене у зграда. Знаеш зашто? Затоа што тоа им пречело на комшиите, не можеле да спијат на раат. Значи, Европа само забрани, само рестрикции. И што направив јас? Пред месец дена си ги спакував куферите и си викам, не си ти више за оваа Европа, не си за Финска, врати се во Македонија. Македонија, земја на слободата. И така и се вратив, јас сум еден од повратниците на Мицко. И што мене сега ми се дешава? Мицковски вика, ќе ви забрана да пушите по кафани, по автобуски станици, не знам што. Значи, ако се изгласа овој закон, се пакувам и правете за Хелсинки. Ки си одам. И таму да си умрам. Нич не ми ја гај. Ама ве молам, немој да се одите таман, ни тргна со вас повратниците. Не сакам да живеам во рестриктивна држава. А извинете, како е во Финска? Тоа не можам да ви кажам јавно, тоа си интимни работи, исклучете камерите ќе ви кажам. Добро, ви благодарам, почитувани гледачи на вниманието, толку дебатната емисија. Пријатно. Исклучка. Како Финска? Абе, каква Финска, Минска, бе, шо ти на тебе? Ја подалеку од Табановце неам отидено. Лаж го, а? Па лаж го, види сега. Значи, сите се бунат против законов, сите јадат гом, па си викам, дај бе, ја ќе јадам малце гом. И против Мицковски сум, бе, и против законот сум, и тоа е тоа, сваќаш? Како не ти е срам, бе, стар човека, лажеш, бе. Види, лажењето е национален спорт во оваа држава. Ама законот нема да проја. Така ли е, Машко? Све за инат, бе. Така бе, све за инат, бе. Кило сол за инат ќе изеде, бе. Нема закон. Ајде! Добар ден. Добар ден. Како сте, господја? Good. Баш ми е драго. Јас дојдов да аплицирам за американска виза. Имигрантска? Не имигрантска, не, туристичка. Имам роднини во Чикаго живеат, не сме се виделе 20 години. Па ако може да ми дадете виза, чисто да ги видам, што прават, како живеат, да ме прошетаат малце и тоа. И баш сега ти текна? Па сега ми текна затоа што сега собрав пари за авионски билет. Зашто лажеш? Зашто лажеш? лажам. Како не? Ги знам јас таквите like you. Они одат у Америка да работат на црно. Не бе, господја, не сум јас таков. Само се видам со роднините, ако може. Не може, ајде ќе дојдеш до година. Goodbye. Господи. Не може, goodbye. Пријатно. Пријатно, следен викни го. Ајде.
Здраво. Hello. Виза може? Виза, боза, се исто. Се зезате со мене нешто? Па ти прв почна? Каква виза? Па сакам туристичка, не имигрантска. Ке патувам, мислам сакам да патувам до Ниагарини водопади да ги видам таму да се сликам и тоа. Колку пари имаш? $3,000. И шо ќе направиш ти со $3,000? Шо ќе направиш ти со $3,000? Таму е жива скапотија, ги знам јас таквите како тебе. Ти одиш таму да работиш на црно. Не бе, каква работа, бе, јас сум жива ленчуга, не ќам да работам, значи, каква работа. Што си ти? Ленчуга сум јас. Па ти си роден за Македонија, тоа не ти треба Америка, ајде нарево круг правац дома у кревет. Ајде викни го следниот. Ајде. Добар ден. Hello. Вака, јас сакам имигрантска виза. И јас сакам 2 милион, па нема. Госпожа, ја тука не можам да ви помогнам, ама јас знам дека сакам имигрантска виза и не мрдам од овде додека не ми дајете. Чекај, како може да сакаш имигрантска виза? Ти изгледа не си слушнал. Што? Моја Америка забрани имигрантски визи за вас. Не е тачно. И како не е тачно? Не кај пишува тоа. Еве кај пишува, еве. Гледај што пишува. Афганистан, Албанија, Алжир, Гвинеја, Гватемала, Хаити, Иран, Ирак и со голем Либија и со големи букви пишува Македонија. Пишува ли? Пишува Македонија, ама ја не живеам у Македонија, госпожа. Кај живееш? Јас живеам у Република Северна Македонија, еве. Што пишува на пасошот овде, а? Република Северна Македонија, така? На личната карта што има Република Северна Македонија. Значи ја не живеам во Македонија, ја живеам во Република Северна Македонија. Ме зезна, сега ќе морам да ти дадам браво. Браво, ајде путуј. 1-0 за мене, госпожа. 100 за тебе, господине. Пријатно. Goodbye. Извини, имаш една минута нешто да ти кажам. Ќе зборуваме за еден прекрасен германски збор. Heimscheißer. Овој збор се употребува за човек кој преферира да врши голема нужда во својот дом. Значи, не на работа, не на гости, не во јавен тоалет, исклучиво само дома. Германците имаат збори за ова, а ние немаме. Па зашто да не измислиме? А како би било Heimscheißer на македонски, а? Домасер? А? Може, домасер. Брат, слободно оди кај мене во ВЦ, олесни се. Не можам, не, јас сум домасер. Ненормална работа. Ајде, друг пат ќе правиме муавет. Другарче, ако прашаш македонка каков е незиниот избор на маж, обично ќе ти каже висок, црн, со плави очи. Бла. Вебе везе нема. Сега ќе ти кажем една прича од пред некој ден. Седам у еден кафиć со еден другар и влагаат еден пар. Една женска лепотица. Овој партала бушав со искинат джемпер низ бањат, ама зборат шпански. Викам, добра, кај нив е нормално, може шпањолки да сакаат такви. И нема везе, по некој време доаѓа таа цуцата, вика, се извинувам, кај е вецето? Испадна дека таа е наша. Сега ја на таа да и се појавев таков на состанок, бушав, прљав, низбањат со скинат джемпер, бе мрсул немаше да фрли на мене, ама јас сум просто македонче, он е шпанец, мучачо сме, разбираш? Сега може ќе ми кажеш, може и тебе би те прифатила таков, може се сака такви. Нема веза, ќе ти кажам втор пример. Пред 15 години идеме со другари на одмор у Бугарија, у Созопол. И сега стигаме таму обично немаше многу македонци. И приметив едни две наши на плажа, ама нема веза, продолжуваме со другари, идеме на шанк, си се забавljаме, почињаме да играме, да шизиме, ова, она, водка, пиво, ова, она. И едно време ги гледам, овие се доближуваат, желни за забава. И на другаров му викам, слушај сега, на овие ќе им се правиме италјани, ќе им збориме лош англиски, пошто они италијански ни ние знаеме, ни то ни разбираат италијански, затоа ќе се правиме на лош англиски ќе им збориме. И доаѓа таа
ние избориме лош англиски, почнува да мрда околу нас, да прета, да се трља меѓу нас двајца, бе, мисле, порнич ќе сними. И ја викам, where are you from, од кај си? Она ми вика, Скопје, Македонија. I've been on Скопје. И викам, сум бил у Скопје. Викам, where you live in Скопје? И она ми вика, кај живееш у Скопје? Она ми вика, универзална сала. И ја не можев тука да се возрежам, викам, кај си, бе, комшике, бе? Абе, која се намурти, која смени фаца, фати штрафта 100 на сат. Сега, за нас, за домашни демек конзервативна, а со странци беше спремна и порнич да сними. Сега ја останав со празни руки, ама тоа ти е. Битно си го зачував достоинството, бе, и идентитетот. Светот добива ново жариште. Се вика Иран или постарски Персија. Се почна на 28 декември, кога стартуваа масовни протести поради слабата економија, откако иранскиот риал падна на рекордно ниско ниво. Демонстрантите веќе со недели бараат пат на Исламската република и се против врховниот верски лидер ајатолахот Али Хамнеи. Во земјата беа исклучени интернетот и телефонските линии, а во судирите досега загинаа неколку стотици луѓе. Демократскиот Запад ги поддржува протестите. Вашингтон не отфрла воена интервенција. Официјален Техеран бара да биде оставен на раат. Се насе замрсено. Кумановецот Горан Стојановиќ Амадеус е белосветски моторџија. Тој минатата година го извозе Иран, посети десетина градови, па со оглед на тоа што малку знаеме за оваа држава, предлагам да ги чуеме неговите впечатоци. Значи, ја прв пут кад промени паре у те прв град на улаз мени 100 евра и он ми даде човек еден труп паре. И вика, смени си 100 евра, вика, добру цену ти давам. Ја викам, што ќе пробам, викам, на 2 кила паре, викам, треба ми ранас да носам паре, викам, ќе му тепа некога, виж толики труп паре, пошто кога има доста голема инфлација и они немав многу контакт с иранци с кеш, они веќином работи има винтерен банкован систем кој има, каде што наши картице не функционирав, функционира само njini картице. Таму се автобани, значи, исто тоа да кажу, значи, нема путарине, таму е све без паре. Гориво е бесплатно, газ е бесплатен, струја е бесплатна, путарине су бесплатни, школство е бесплатно, здравство е бесплатно, све е без паре. Значи, гориво идеш си пуеш, гориво не ти га наплаќа ти само услугу негде отприлике у наши пари 1 денар за литар плаќаш. Значи, за 1000 литра, 1000 денара. Може да купиш цистерну за тамо за 200-300 евра, 30 тона гориво. По тоа ја што прави му обед тамо, што ги прашува, негде отприлике е околу 300 евра. Просечна плата, со ги има повише има и помалко, ама ја мислам дека он има бољи стандард од нас, пошто они ништо не плаќа, кога има све бесплатно. Ти кога нас појде само гориво колку те кошта месечно. Ево у Скопје да возиш колку те кошта гориво. А кога нема нема, кога нема гориво без паре. Мед. Кило мед кога нема е $1,50. Njini 300 евра. Ја мислам дека повише вредив него кога нас 1500 евра. Пошто така кога нема е све скоро џабе. Али су не знам, народ како народ свугде су незадоволни, куде и да отидеш ти свугде су незадоволни, отидеш во Ајтеску, прашувај луѓе на улици, никој су незадоволни, отиди куде и да отидеш, тоа си е најнормално. Се запознал со едно чудо иранци, си правеле забави по кафулиња. Забаву ми направисва, што ја не веруеше дека тоа што сум слушнаа е зиран. И ово е вам што доживува дека едно с друго нема никаква врска. Значи, тотално све што знаеме ми за нима е, мислам дека нема ни 1% истину. Жени не су ги покривни. Значи, тоа су, мислам дека е измешано со тоа у Афганистан су жени покриени, може има у Пакистан, има у други држави, али у Иран не. Има вони само едну мараму како украсну мараму што го носив, тоа такој повише како украсна марама, не е тоа, значи не су ни за браде, ни покриени фаце. Жени су ги многу интелигентни, многу еманципирани, многу убаво дискутира, многу убаво се понаша. Ресторани, значи Иран и Европа нема никакву разлику у светот. Ресторан, хотел, среденост, послужување на храна, укус на храна, никакву разлику не право од овдека, па често ише у пуно места многу е побаво него куде нас.
Сакате да кажете хигиенски? Све, и хигиенски и интериер унутра, среден. Во Иран алкохолот е забранет, ама го има на црно, вели Стојановиќ. Вака го доживеал иранскиот народ. Каде искочи да купу овошје и отиде таму и се застана, и човек не знае енглиски, али ето, знаеш, оној говор на покрети, разбрамо се некако и човек на крај неќе да земе пари. Јакам, како не ќе земеш пари, викам, не, како што га ја разбравам, само ми кажа, ти си наш гост, фала што ти дојде да не посетиш, не треба ништо да платиш. Не бе, нема, викам шанса, викам, како ти седиш дека на оној вручину да не платиш. Ја му остави пари и после отиде и тек после натаму уствари увиде. Куде отиду да земеш сендвич, отиду да се шишам, мотор да исперу. Свак ќе ти каже, фала пуно, паре не треба, ти си наш гост, фала ти што доше да не посетиш. Со англискиот јазик не стојат баш најдобро, но се сноѓаат. Гледам еден човек иде со тој негово нино моторче малечко по мене, вози и вика, бос, сер. И јас застана и вика, треба ли ти помош? Do you need help? Викам, да, викам, треба ми, викам, карвош, викам, да сперу мотор. Фало ми. И тој се спријатели с njega и после... Ве однесе до сервис? Да, однесеме до сервис, мотор ми ги справа, донедева троица га прасва мотор, газда и на крај да плату, не ми дав да плату. Јас застана у пустињу, тако како возеше по автобан, да виду навигацију нешто, да среду. И само што застана, прво авто што не иде позади мене, одма застана. И одма истрчуев надвор, истрчува еден млад дечко, 20 години, вајде тој девојче што искочи сестричка моја, сигурно имаше неде 16 години, и дојде до мене и одма на негов телефон пишува транслейтер, треба ли ти помош, пошто не знаеш енглиски, треба ли ти помош, нешто што треба, и искача од авто нино, исто мајка ги, изнаса еден термос и пуни во едну металну чашу лимонадо, ладно, грч ладно, пошто и донасам, ја мислам, побаво лимонадо живот не сам испија, дали дека беше пустиња и вручина, дали толку беше ги убаво направена лимонада, не знам. Ја го едноставно, они ми сипава сигурно едно 300-400 милилитра, ако не и пола литар лимонадо у тој чашу голему, ја на екс го испит. На еден начин ме гледаа како чудо. Ни смеа раскажува нашиот кумановски моторџија. Па ја тамо највише време сам изгубија на сликање. Значи, јас сам тамо бија, ја се осеќаше како да е Мајкл Джексон од мртви стана и да шета по народ. Значи, ја таму умрео од сликање. Значи, цел ден се слика с мене. Луѓе ме зоставља во град да се слика, фамилија, значи, па кад ќе видев туристи, ја мислам, ја имаше тој осет како да се виделе ванземајци. Мисля го деден и доја ванземајлја, смета кој ќе трчимо по njega. Ако добро ве разбирам, во Иран се движат малку странци. Ја не сретна ни еднога странца тамо, освен иранци. За сообраќајот. Нема правила, едноставно. Свак вози куде му текне. А нема проблеми, нема никој да свири, нема никој да се буни. Чудна работа. Јако на страме фати. Кружен ток. Некој му текнало у контрасмер да вози, он си вози да си заврши работа. Значи нема никакви правила. А уствари никакав проблем, ни нервоза, ни напето. Све си тече убаво, све си иде. У почеток први 2-3 дена беше тешко с мотор. После се навикна, па викам, кад ќе легну Европа, викам, ќе погину, викам ја. Научи се оној, куде ти текне, там возиш. И тој што не е управо, тој е увек предност. Авто имав само нино производство. Нема увозни авта. И си су ги авта бели. Значи ти кад возиш кроз град, си су авто бели. Голем дел од државата е пустина. Огромна пустиња, значи огромна. У глобалу, па ја мислам, не знам тачно, али мислам дека 70-80% Иран е у пустињу, само градови каде што су тој су места, каде што е зеленило, каде што има вода, а иначе поголем дел се пустиња и тој многу незгодна пустиња. Значи јас се само пазија и плашија мотор да не ми негде киксне, пошто возиш, имаш 500 км пред тебе, само пустиња. Во пустината има и специјални контейнери со студена вода. Највозбудливо му било патувањето низ песочната олуја. Пешчана олуја ти е усред бел ден се стмни. Само прашина и песак. Значи, тоа е страшно нешто. И јак ветер. Ништо не видиш. И фатиме пешчана олуја, сигурно сам вози 300 км по тој пешчан олују,
и цело време се бору с ветер и с мотор, ама температура многу голема, огромна температура, значи 45 е највисоко више што може мотор да регистрира. Го посетил и Персеполис, еден од најбогатите градови во антиката. Чуда носе да уленеш у град кој е стар 3-4 години и ете, Аце е наш бија, па ја. Значи, туј смо негде близко, 3000 години се разликуваме. Беше тамо, изгореш жив на вручину. Преубав осет само кад коленеш у тој место. Али вика доши Александар Македонски и он ја вика све уништија, се е запалија. Има многу легенди зошто Персеполис бил запален. Еве една иранска верзија. Он вика кад ја дошел, они су имале, вика правиле со овдека забаву и он ја вика толку по нину приказку, ја не знам сега, не сам бија тамо, па да знам да сум сигурен, по нину приказку, значи он ја вика толку многу бија, вика пијан, а била една иранка жена наша, вика, која била преубава, вика, преубава, персика. Преубава, вика, и он од толку што бија пијан и сега каже му на њума, што сакаш да ти испуну желju, вајде да се направи мангуп, појма нема. И она му каже на njega, сакам да виду како гори Персија. И вика, и он нареди све да се уништи, вика све да се запали. Како и да е, факт е дека утредента великиот Александар плачел и се каел. Полека ја завршуваме прошетката. Кога бил на иранско-турската граница, некој му го украл ножето што му било закачено на воланот од моторот. Седнаме у едну канцеларија, тој куде што улаза овие што проверувавте тој пасош или не знам што. Чудна работа. Најде, како го најде, немам појма. Где го најде? Ја не ни гледа, не ни искача да гледам. Собирава се тамо и колку дичутек сам удариле, ја појма немам. Ја викам да се плюкну и у ношче, викам на душу човека ќе го носу, викам немој у затвор да го тера. Кога сме на тема крадење, стварно е тоа дека кукрадаш ти сечат рака? Да, Зборевте на оваа тема? Тоа е било стар закон, нема више тој закон, нема тој закон. Нема сечење рака, ама има јавна осуда. У овој државу тоа е срамота, вика, за Иран, вика, да се украде. Значи, да ти украде, ти си доше, вика, правиш, збори све најдобро за нас и сега, вика, една будала да ни сруши углед на целу државу. Те, вика, не ја заслужија ништо добро у овој државу. За крај. А овдека уопште ја не виде ни беду, ни сиротињу. Една средња класа. Ако гледамо, па ми имамо многу повеќе сиротињу овдека и беду по улице. Ако погледнемо у Енглеску колку луѓе живеат или у Америка колку луѓе живеат на улицу, значи ја вамо сам прошја толку градови, ја не знам колку милиона луѓе сам прошја кроз тие градови, ја не сам видеа никој ни да проси, ни да по канте собира. Тоа би било се за Иран низ призмата на Горан Стојановиќ. Земја богата со нафта, плин, индустрија, теократска држава со парламент и председател, а во моментов земја со неизвестна иднина. На 19. јануари го славиме празникот Богојавление или Водици. Кога Исус навршил 30 години од телесното раѓање, го започнал својот учителски и спасителен подвиг, а почетокот на тоа го означил примајки крштение на реката Јордан. Во мигот на крштевањето, на светот му се објавила онаа тајна која во Стариот Завет само се навестувала, а тоа е тајната на Божествената Троица. Па така, додека Христос се крштевал од Свети Јован Крстител, се јавил од небесата Отецот и посведочил за Исуса велејки: „Овој е мојот возљубен син, него послушајте го“. Духот Свет се јавил во вид на гулаб. На овој начин, на Богојавление, ни се откри евангелската вистина за троичноста, тоест неразделноста на Отецот, Синот и Светиот Дух. Отецот му се јавил на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури и на сетилото за допир. Во моментот кога Свети Јован Крстител го потопил и крстил Исуса во Јордан, пророчки рекол: „Еве го јагнето Божјо, кое на себе ги зеде гревовите на светот.
предучувајќи ја Христовата мисија и патот на нашето спасение. Со оглед на тоа дека главната улога на Свети Јован се остварила на денот на Богојавление, древната црква денот по Водеци, поточно 20 јануари, му го посветила на неговиот спомен. Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува овој ден. Меѓу евангелските личности околу Спасителот, тој има посебно место и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на крстител на луѓето за покаяние, и како крстител на Месијата, најпосле и според трагичното заминување од овој живот. Свети Јован се одликувал со толкава морална чистота, што навистина можел попрво да биде нарекуван ангел, одошто смртен човек. За многу години. Катерина Ристовска има 38 години и боледува од мултиплекс склероза. Сите опции за лечење во Македонија се исцрпени, па Катерина треба да оди на лекување во Германија. За таа цел потребни се многу средства, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 550 за корисниците на А1 и 143 113 за претплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Дали ако желката остане без оклоп е бездомник или е само гола? Пријатно. Пријатно.